Добар ден, почитувани колеги и съветници, почитувани представници на общинската администрация, явните институции и предприятия в община Куманово, почитувани представници на медиумите и останалите присутни. Я отварям 44-та седмица на Советът на община Куманово, koja ще се održava денеска на 3 декември 2015 година, започнато по 10 часов и 25 минути. За денешниот дневен ред предлагам искиот оној кој што е усогласен на координација за оваа седмица на Советот со уште две најавени дополнени во дневниот ред, кои што во меѓувреме ги имате добиено во писмена форма, а тоа се предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебна 2015-2016 и точка одлука за дополнување на одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во општина Куманово за учебна 2015-2016 година. Со тоа заклучно со овие два предлога, мојот предлог дневен ред е совкупно 32 точки. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали имаме пријавени по дневниот ред? Поведете, колеги. Драган Петковски се јави за збор. Благодарам, председателя. Во врска со првата предложена точка, тримесечен извештај за финансиско работење на јавно предпријатие Водовод Куманово за период од 1.7.2015 до 30.9.2015. Во материјалите што ги имаме добиено, насловот е исто така, значи тромесечен извештај од 1.7 до 30.9. Меѓутоа, содржината на материјалите е од 1.1 до 39. Значи не е за третиот квартал, него е за сите три квартала. Така да предлагам да ова точка да ја повлечеме од дневниот ред, да добиеме материјали адекватни на насловот на точката, па тури тога да ја разгледуваме. Благодарам. Ви благодарам и вас, почитувам колега за последната забелешка. Дали имаме друг? Поведете колегата Стојановски се јави за збор. Благодарам, председателя. На седмицата која беше одржана за финансирање и буџет, четвртата точка, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за трет квартал од 2015 година, бидејќи немаше представник од администрацијата локална, точката не беше разгледана. Затоа предлагам точка да биде изземена од овој дневен ред и да се стави на некој наредна седмица. Благодарам. Ви благодарам, колега. Дали имаме други забелешки? Поведете представник од администрацијата се јави за збор. Ќе ве молам до микрофонот ако може. Петата точка, информација за состојбите во училишен спорт во општина Куманово, со оглед дека пак го нема председател. Тука? Добро, кажам дека ќе дојде, извини. Во ред, ви благодарам. Дали имаме други пријавени по дневниот ред? Доколку нема, го молам предлагачот на точка, првата точка од дневниот ред да се произнесе по процедуралната забелешка. Поведете. Благодарам, председател. Почитувани съветници, почитувани председатели, представници на медиуми, общинска администрација, согласно закон... Сусвинувам директора, малку поблиско до микрофонот, благодарам. Согласно закон за јавни предпријатија се должни да даваат 3-месечни, 6-месечни и 9-месечни извештаи како и конечен годишен извештај. Поради тоа, согласно закон, извештајот е за 9 месеци, а во самиот извештај имате преглед на остарени приходи и трошици само за третиот квартал. Значи, согласно закон за јавни предпријатија, затоа и направено извештај кој што е направено. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, колега. Горете, дори извештај за 9 месеци во секој случај е попрегледен него само за 3 месеци, ама во тој случај да го промениме
точката на дневниот ред нека гласи извештај за работа на јавно предпријатие за првите 9 месеци, а не за третиот квартал. Бидејќи сите текстуални образложенија и се однесуваат на 9 месеци, а не на 3 месеци. Значи тогаш да ја промениме насловот на точката на дневниот ред. Ви благодарам. Добре, не ја прикачам вашата процедурална забелешка. Повелете да се произнесеме по предлозите. Први по предлогот на колегата Петковски. Skupno se произнесоа 30 советници, за гласа 11, против 14, воздржани 5. Констатирам дека предлогот не е прифатен. Ќе молам да се произнесеме по предлогот на колегата Стојановски. Колегата. Ви благодарам. Купно се произнесо 31 советник, за гласа 12, против 14, воздржани 5. Констатирам дека предлогот не е прифатен. Ве молам да се произнесеме по предложениот дневен ред со двете дополни од моја страна. Поведете. Со вкупно 35 точки. Ви благодарам. Купно се произнесоа 31, за гласа 19, против 5, воздржани 7. Констатирам дека денешниот дневен ред е усвоен. Отворам расправа по записниците од 42 и 43 седмица на Советот на општина Куманово. Дали имаме пријави? Констатирам дека нема, затворам расправата и записникот од 42 седмица во оставаме изјаснување по ред. Ви благодарам. Купно се произнесоа 31, заедно гласно. Констатирам дека записникот е усвоен. Ве молам да се произнесеме по записникот од 43-та седмица. Ви благодарам. Купно се произнесоа 31 советник, за гласа 30, против нема, воздржан 1. Констатирам дека записникот од 43-та седмица е усвоен. Отварам расправа по точка подреден број 1, 3-месечен извештај за финансиско работење на јавно предпријатие Водовод Куманово за период од 1.7.2015 до 30.9.2015 година. Го поздравам присутно на директор на Петковски на ова седница на Советот. Поведете дали имаме пријавени за дискусија. Поведете, колега Петковски, се јави за збор. Благодарам председателя, почитувам градоначалника, почитувам председателя, колеги советници, присутни од јавна администрација и медии. По кој знае кој пат разгледуваме извештај за финансиско работење на јавно предпријатие Водовод Куманово и на секоја од овие седници поставуваме едно исто барање
да во финансиските извештаи добиеме преглед на за финансиско работење по трошковни места. Таков извештај понатаму не дава. Бидејќи за да се добие комплетна слика за работа на едно предпријатие, ако немаме ваков извештај, не може да донесеме адекватни заклучоци за работењето на тоа предпријатие. Од директорот секогаш добивам ветување дека во тек е изработка на таков извештај и дека на некој од наредните седмици ќе добиеме, ама до сега уште ништо не е направено. Претпоставам дека и сега ќе го добием истиот одговор, ама би сакал да добием малку по-конкретно. Кога ќе добиеме извештај за финансиско работење по трошковни места. И уште нешто што ми падна во очи, што би сакал да го прашам директорот. Вчера беше ден на дрв. Неработен ден и неработен ден прогласен од владата. Ја добив информација дека јавното предпријатие Водовод вчера работа. Кој одлучи за такво нешто и зошто е одлучено за такво нешто? Дали природата на работата или некои други причини се тоа? Бидејќи во исто време, например, јавното предпријатие Чистота и зеленило не работеше. Благодарам. Ви благодарам и вас, почитан колега. Предлагам директорот да ви нотира сите прашања и да одговори на крај. Повелете, дали имаме други пријави на точката? Доколку немам, давам збор на директорот Стојковски. Повелете. Благодарам, председател, почитувани советници. Вчера ќе се обидам да бидам што пократок и ќе го дадам одговорот што го дадов и на минатата и на предминатата седмица. Очигледно или не сте ме слушали, не сте ме разбрали добро, така да ќе ве замолам сега да ме сослушате. Согласно новиот закон за доведување на вода за пиење и одведување урбани отпадни води, согласно препораки на Европска унија и согласно веќе постигнатите резултати од ЈП Водовод. ЈП Водовод од 2016 година ќе биде пилот предпријатие кое што новите финансиски извештаи согласно закон ќе ги изготвува согласно трошковни места. Како што ви кажав и минатиот пат, значи имаме луѓе кои што одат на обуки. Денеска е завршна обука во Александар Палас од 10:30 часот, значи за затворање на цел овој проект, финансиран од Европска унија, кој значи ги видов перформансите и заложбите на нашето предпријатие, максимално поддржано од страна на градоначалникот на општина Куманово, така да 2016 година стартуваме со нови извештаи по трошковни места. Сега не можеме да ги заготуваме тие извештаи затоа што би биле паушални и некомплетни и не би било коректно према институција Совет на општина Куманово, градоначалник на општина Куманово, према кого исто така има обврска согласно закон за јавните предпријатија да ги доставуваме овие извештаи, да доставуваме извештаи кои што не се комплетни и кои што значи не одговараат на самата финансиска ситуација во ЈП Водовод. Затоа што се уште значи обуките за подготвување на ваков тип извештаи по трошковни места не се завршени, односно завршуваат денеска званичен дел, а има уште некои методолошки аспекти кои што бидат разгледувани согласно формирањето на нова регулаторна комисија, која што пред се има функција определување на цена на вода, како што имаме регулаторна комисија за цена на нафта, цена на бензин и на сите други производи. Околу неработниот ден, прогласен од страна на влада на Република Македонија, согласно закон, значи ЈП Водовод и секој друго предпријатие има можност да предвиди дали и како ќе постапува на тој ден. Значи ние пративме две екипи кои што учествуваа на пошумувањето, а поради огромен обем на работа. Затоа што, како што знаете, можете да проверите на 370 страница од вашата програма од 2013 година за општински локални избори. Во тек
е почеток на работа за ревитализација на канализациона мрежа на град Куманово. Значи, поради цела обемна работа, затоа што ни бара дополнителни документи, поради тоа што имаме неколку проекти кои што се во тек и кои што мора да бидат обработени, моравме да го работиме минатиот ден. А исто така учествувавме и на акцијата за пошумување на дрво со наши екипи на Даштери. Благодарам. Благодарам на вас. Дали имаме други пријавени за дискусија? Ви благодарам. Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа. Ја затварам материјалната расправа и тримесечниот извештај за финансиско работење на ЈП Водовод Куманово за период 1.7.2015 до 30.9.2015 година. Оставни изјаснувања и молам да се произнесе на това. Ги молам службите да утврдат вкупен број на советници присутни во салата. Ви благодарам. Укупно се произнесоа 25 советници, од присутни 26, за гласа 14, против 9, воздржани 20. Констатирам дека извештајот е усвоен. Му предлагам на советот да за точка подреден број 2 и 3 води заедничка материјална расправа. Дали имаме други предлози? Констатирам дека нема, ќе ве молам да се произнесеме по предлогот. Ви благодарам, купно се произнесоа 25, едногласно. Отварам заедничка материјална расправа по точките број 1, број 2, финансиски извештај за работа на јавно предпријатие Пазаришта Куманово за период јуни 2015 година и точка подреден број 3, финансиски извештај за работа на јавно предпријатие Пазаришта Куманово за период јули-септември 2015 година. Имаме присутство на директорот на ова јавно предпријатие на седница на Советот, кој много поздравам. Отварам расправа од колегата Стојановски и Кривенски. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник, почитувани советници, представници на медиумите и сите останати. На дневен ред денеска ја имаме точката финансиски извештај за работа на јавното предпријатие Пазариште Куманово за 2 квартала од април и јуни и јули-септември. Во континуитет, ова јавно предпријатие досни со извештајите. Не знам од кои причини и зошто и како, меѓутоа секогаш досни. Значи, ние сме на крај на година, добиваме извештај сега за април. Мислам, не е во ред. Дали директорот се надевал дека до крајот на годината ќе направи добивка, па да искаже некоја добивка овдека? Мислам дека е една од причините и таа. Добро, да тргнам сега со ред. За периодот април-јуни 2015 година вкупно расходи 8.160.680 денари. Приходи 7.136.532. Значи остварена загуба април-јуни 1.024.148. За периодот кварталот јули-септември 2015 година вкупно расходи 7.430.355, приходи 7.094.403. Загуба повторно од 335.952 денари.
Што значи ова? Значи, она што го зборував и го кажам на директорот дека ова јавно предпријатие континуирано ќе оди во загуба, тогаш ми се смеја и не ме верува. Со овие извештаи, значи тоа се потврдува. Само да нагласам едно. Периодот април-јуни. Трошоци за репрезентација 378.769 денари или 6.500 евра. 2.150 евра месечно репрезентација трошоци. Мобилен телефон 97.460, 1.500 евра. 500 евра по месец. Донации 1.000 евра и со спонзорства заедно. Значи само овие средства да биде заштедени во интерес на фирмата, да работел како добар домаќин, загубата ќе била преполовена. Во кварталот јули-септември трошоци за репрезентација 178.000 или 3.000 евра, 1.000 евра по месец. Телефон мобилен 90.000 или 1.500 евра, 500 евра по месец. Значи, менеджерскиот тим во ова јавно предпријатие, иако знае дека е во загуба, иако дека овде вети дека сите трошоци на кои може да влие ќе ги смали максимално, сепак не се лишува од ништо. И со ова свое недомаќинско работење допринесува загубата да биде уште поголема во ова јавно предпријатие. И да го претвори ова јавно предпријатие од едно од најуспешните во локалната самоуправа во Куманово, да го направи загубар. Овие тромесечни извештаи можеби и не даваат реална слика за работата на ова јавно предпријатие. Меѓутоа, ако се погледне споредбено 2014 со 2015 година, ќе се види ова. Расходи во 2015 година биле 15.591.035 денари. Во 2014 година биле 14.426.659. Што значи ова? Значи континуирано, не од по тромесечија. Значи по години континуирано ова предпријатие оди во загуба и трпи загуба, значи. Добивме ветување од директорот дека сите трошоци ќе ги сведе на минимум. Јас од овој извештај и од оваа работа не гледам дека тоа е направено. Има нешто малце, некои трошоци таму намалени, меѓутоа битните трошоци на кои може да влие трошоци за репрезентација, мобилен телефон, донации, не знам, горивото за патничко возило 51.000 денари за второто тромесечие. Не знам дали за една кола се однесува или само или за неколку. И тоа е премногу, ако е само за една кола. Не знам кои трошкови имате ви и каде патувате како локално предпријатие јавно за пазариште. Значи, би препорачам во иднина да се однесувате малку по-домаќински, бидејќи ова јавно предпријатие е основано од Советот на општина Куманово и служи за интересите на сите граѓани на овој град. Добро, јас не би сакал повеќе да го узурпирам времето на другите советници, би оставил време и другите да кажат понешто. Благодарам. И благодараме на вас. Дали имаме други пријавени по точките од дневниот ред? Повелете колешката Кристина Клинович. Благодарам, председател. Јас исто така не би се задржала многу на извештајот, бидејќи и господин Дан каже се што и од прилики јас сакам да кажам. Да напомнам дека приходите од година на година се зголемуваат на предпријатието. Значи, ако се води ред во предпријатието, ако се намалат
оние расходи кои може да се намалат, значи разходите за донации, за репрезентации, како што кажеме каде имаме многу високи суми, значи 5000 евра имаме за репрезентација еден квартал, другиот квартал имаме 3000 евра, значи тоа се отприлike 8000 евра, околу 500.000 денари. Значи тоа се големи суми. Ако тие суми ги намалиме таму, може да делува. Бидејќи приходите се зголемуваат, би можело ова предпријатие да работи со некоја поголема добит. А вака, ако продолжиме со зголемени приходи, но исто така и за 1 милион зголемени расходи, значи во вториот квартал од 7,1 милион кои биле во 2014, сега се 8,1 милион, значи тоа се 1 милион зголемени расходи, каде најголемиот дел паѓаат за овие трошоци за мобилни, за репрезентација и спонзорство. Ако тие ги намалиме, ова предпријатие би можело да работи со некоја добит, со реално добит. И благодарам на вас. Проведете колегата Петковски се пријави за звук. Благодарам, председателя. Само ми повторил нешто што го истакнаа претходно колегите и ви го погледам од поинаков англ. За вториот квартал во извештајот прочитавме дека има трошоци 378.769 за репрезентација. Ако во тој квартал од 90 дена има некаде 65 работни дена, изгледува дека ова предпријатие троши на секој работен ден по 100 евра за репрезентација. Па би сакал директорот да ми даде едно образложение на што се однесува ова 100 евра дневно и дали ова предпријатие има потреба од такво нешто и конкретно во каков облик е таа репрезентација врши. Благодарам. И благодарам. Дали имаме други пријавени? Поведете колегата Скендер. Anderson de Jesus, proiectul de rură, de YouTube planișul stare, păsurește și urmă. Deci, marciară văd raportul financiar de urmare publică tregu, de baz podimele de colegele, tu pot mendoise urmare publică tregu, nu punem la aspecte emir financiar, por duke pas parasysh punën dhe krahasimet e këtij viti me vitin e kaluar, shihet se humbjet në vendërmarrje janë zbuluar për 307 milionar, kurse shpenzimet janë arritur në këtë periudhë për 1.352.000 për shkak të faturave të banuara që janë dorëzuar në aspektin e krahasimit duke arritur kostën e shërbimeve dhe transferimin e marrëdhënieve të punës nga të përkohshme në punësim të përhershëm. Gjithë kjo shihet se kjo ndërmarrje prapse ka marrë këmbën dhe punon në aspektin financiar me sukses. Zbulimi i humbjeve në krahasim me vitet e kaluar tregon se kjo ndërmarrje punon me një elan më të mirë dhe një energji më të mirë pozitive për sanimin e humbjeve të vitit të kaluar. Gjithashtu dua të përshëndes lektorin, sepse ka rritje, do thot, të hyrave me tregun që është bublaki atje dhe tregu poshtë, pagesat janë rritur, duke ditë se ka pas probleme me dhënien e qirave të dyqanave që ka pas në pronësi të drejtën, gjithashtu ende akoma ka mundësi të thot, sepse ka mjetë në shumë dyqane pa ullan në me qirave. Besoj se ndarëm në këtë rezultate shumë të mira dhe shumë të suksesshme. Ju falenderoj. Ви благодарам и на вас. Дали имаме други пријавени? Во ред давам збор на директорот. Nderuar Jezus Këshillit, kretar komunës, nderuar shqiptar, autorët
administratës dhe ju me dimume. Do të fillojmë nga pyetja e parë. Nuk është e vërtetë se në kontinuitet vënohen në raportet e ndërmarrjes publike të tregut të gjelbërt. Ka një raport prill-qershor këtë vit është vënuar për shkak arsyeve shëndetësore të kryetarit të Këshillit Drejtues në ndërmarrjen tonë. Për ata është vënuar raporti financiar prill-qershor, pastaj edhe vetëm filluan edhe pushimet verore dhe për ata vendosëm që edhe 3 muajsh i dytë dhe 3 muajsh i tretë të shkojnë bashkarisht. Unë kisha thonë nderuar këshilltar se pavarësisht se sa vënohen raportet financiare, gjendja financiare nuk ndryshon. Ata që e cekë se do shta kemi pas shpresë do të përmisohen raportet. Sa kohë të kaloje, ato raporte financiare janë për ato periudha kohore, do më thonë, nëse është raporti financiar për prill-qershor, edhe sa kohë të doje të vënohet, ai raport financiar jetë ai i njëjti. Pyetja tjetër. Për fjalën është humbjet. Në qoftë se i keni shiku me vëmendje, edhe pse lirisht mund them se këto borxhe dhe këto humbje janë trashëguara, ato nuk janë borxhe dhe humbje që unë i kam bërë, ato janë të trashëguara dhe ne me ekipin tim japim maksimumin që ato edhe të ardhurat të vinë në maksimum, por edhe harxhimet të çojmë në minimum çka kemi mundësi. Në qoftë se shikoni raportin prill-qershor nga viti i kaluar, nga 1.390.000, këto borxhe apo këto humbje janë zvogëluar për afër $300.000, do të thonë është në 1 milion. Në qoftë se shkojmë për të ardhurat, vetëm nga tregu i gjelbërt nalt, afër $800.000 kemi plus të ardhura për dallim nga raporti i vitit të kaluar. Përmirësim të dukshëm është edhe nga tregu rajonal poshtë, është në përmirësim të dukshëm kemi edhe nga tregu për kafshë dhe për sendet vjetra apo nese që quajmë buvlak. Sa i përket reprezentacionit, ato është taksën është rritur, por ato llogaritë janë bërë pasi me shumë vonesë kanë rritur faktura edhe nga vitet e kaluara, por edhe nga muajt e kaluar. Plus asaj, në reprezentacionin tim janë të futura edhe harxhimet që i kena për shumë sene tjera, pasi nuk kemi pas mundësi të hapim tenderin për pije dhe sende tjera sanitare e tjera, ato janë të futura në reprezentacionin tim. Harxhime ose rritjet të shpenzimeve kemi në drejtim të ujit dhe rrymës elektrike. Aty jemi mundu maksimum bëjmë diçka, por për momentin nuk kemi mundësi, pasi nevojat janë të mëdha, edhe shumë dihet botërisht se gjatë sezonit të verës 3 herë në javë ne e pastrojmë tregun e gjelbërt, si natë edhe atje poshtë. Nëse vojmë një krahasim edhe me vitin e kaluar për donacionet, për sponsorimet në këtë periudhë, nëse keni shpjetuar me kujdes do ta shihni se në raportin e tretë, në 3 muajshin e tretë, qershor shtator, as në donacione, as në sponsorime, as në për seminaret të ndryshme nuk kemi të harxuar vokalisht asnjë denar.
shkojmë me raportin për tramioshën e tretë. Qofse vitin e kaluar të njëjtin periudhë kohore, humbjet kanë qenë afër 800.000 denar, këtë vit janë afër 330.000 denar. Do me thonë për 500.000 denar humbjet janë të zvogluara. Ne këto kemi dhënë fjallën se do shpresoj se do me thonë fund vitin në raportin e 4 përfundimtar, ndoshta nuk do të mund dalim pozitiv. Një ju garantoj se gjose nisimi nga viti kaluar që kanë qenë humbjet afër 3.500.000 denar, unë ju siguroj një se ndoshta do të arrim atë ta zvoglojmë deri në 1 milion denar. Panel. Благодаря. Дали има други приявени, повелете? Колегата Петковски. Благодаря. Директоре, вие сега пред сите нас тук рековте дека во трошици за репрезентација се книжени и некои други ставки. Со тоа ни кажете дека извештајот што ни е доставен тука не е добро. Кој ни гарантира дека и другите ставки не сте префрлали од една од друга ставка? Ние тука треба да разгледуваме извештај по ставки. Значи, ако е напишано дека за мобилен телефон е потрошено толку, навистина да е потрошено толку. Вие рековте дека утрошите за мобилен телефон може да ставиме и тоалетна карта. Така морало да биде, нема тема. Мислам дека тоа не е ни законски, а не е ни инферс према нас. Ни давате лажен извештај. Благодарам. Ви благодарам на вас, повелете колега Стојановски. Благодарам, председател. Значи, после овој извештај, јас повеќе на директорот на јавното предпријатие Пазариште не му верувам. И до сега не му верував многу, нито сега натаму нема да му верувам воопшто ништо. Зошто? Затоа што тој самиот призна дека книжеле нешто што не е репрезентација, не може да се изразнам. Мислам, ова е криминал. Ова е криминал. Ако немаш тендер, нема да набавуваш. Значи, моето мислење, значи од сега јас на овој директор не му верувам. Благодарам. Ви благодарам на вас. Дали имаме други предлози? Дискусии за белешки. Директор, вие? Поведете. Unë pata fjallën i ndëruar për reprezentacionin, edhe nuk thash në mas të madhe argjimet për reprezentacionin që i kam vendos edhe nga argjime tjera, thash në mas të vogël. Qofse më keni përcjellë si duhet, thash kemi faktura të dhanuara që janë të fakturuara për këtë periudhë kohore. Kurse sa i përket dëruat shqiptar që thotë se nuk do t'i besoja i që nga fillimi i mandatit, domethënë nga 2013, as që ka besuar ndonjëherë, edhe vazhdon të mos besoj, po janë çështje e tyre personale, ne të vazhdojmë të besojmë. Директор, ќе ве прекинам тука. Ќе ве молам, значи, при обраќањето да се држите до текстот. Ви благодарам и до документот кој што го браните, да не навлегувате во лична расправа, дискусија, значи, со советниците поединечно. Поведете, држите се до поставените прашања, дајте значи, директни одговори поврзани со текстот доколку има и она што значи извештај за работа. Nderuar, qofsaj mirët me mu
a persona ще имеа да уnë t'ja kthej ati se a vazhdojnë, a mos vazhdojnë të besoja për sa i përket pikës për raportin financiar, unë ja dhash përgjigjen e tyre. Ви благодарам и на вас, поштован директоре, кој ги смените уводните сотрудниците, тогаш така ќе ви дозволам како председател на совет да говорите пред овој орган. Во спротивно ќе морам и должност ние да го опоменам и вас и сите останати кои што присуствувате на седниците на советот. Ви благодарам. Дали имаме други пријавени за дискусија? Констатирам дека немаме, затварам расправата и точката под реден број 20 ставам да изјаснуваме поведе. Ви благодарам. Ukupno se произнесоа 31, за гласа 17, против 11, воздържани 3. Констатирам дека извештајот финансиски за работа на јавно предпријатие Пазариште Куманово за период април-јуни 2015 година е усвоен. Повелете да се произнесеме по точка определен број 3 финансиски извештај за работа на ЈП Пазариште Куманово за период јули-септември 2015 година. Ви благодарам. Ukupno se произнесоа 29 советници, за гласа 16, против 12, воздржан 1. Констатирам дека финансискиот извештај за работа на јавно предпријатие Пазариште Куманово за период јули-септември 2015 година е усвоен. Одиме на точка подреден број 4, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за трет квартал од 2015 година. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Проверете дали имаме пријавени за дискусија. Говори колегата Стојановски, потоа колешката Кринович. Благодарам, председател. Значи, на самата седница за оваа точка немавме представник на локалната администрација и немавме можност, значи, да поставиме некое прашање на самата седница за да нешто објасниме. Меѓутоа, што би можел да кажем по оваа точка? Како и до сега што зборуваме за сите други квартални извештаи и она што се однесува за извршување на севкупниот буџет на општина Куманово и овој квартален извештај се вклопува, значи, во она сивило од извршување на буџетот кој е донесен во Советот. Значи, ништо ново, ништо спектакуларно, се си оди по еден терк од изминатите години, како во правењето на буџетот, така и правењето на програмите, така и во извршувањето на буџетот. Така да не би можел ништо ново да кажам, освен она дека извршувањето на буџетот не ги задоволува моите критериуми во тој поглед. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Поверете колешката Кринович, потоа да одмислам. Благодарам за Значи, уште кога односот на буџетот за 2015 ние во следващата група кажавме дека ќе во претходните буџети и овој буџет е нереален, лошо испланиран, со големи ставки, значи големи бројки пишувано за приходи кои се знаевме од почеток дека се неостварливи. Сега кога ќе дојде на ред извештај од третиот квартал за буџетот на општина Куманово, се гледа дека за равноправно. Значи приходната страна на буџетот е
неостварлива. Значи тие 600 милиони, од 600 милиони реализирани се 270 милиони. Значи тоа е 50% реализација од буџетот. И иако правихме и ребаланс, и со тој ребаланс па нема да успееме да ги реализираме средствата кои беа предвидени со ребалансот на буџетот. Значи, а расходната страна па да не зборуваме, капиталните разходи, реализација на капитални разходи за трет квартал, значи заклучно со трет квартал, бие 23%. Значи, онака што зборевме дека се неостварливи, програмата не е неостварлива, а заклучно со програмата вметната во буџетот е неостварлива, значи тие 310 милиони денари што беа предвидени за капитални расходи се неостварливи. Сега од 310 милиони, заклучно со ова тромесечие, имаме реализиране само 77 милиони за капитални расходи. Значи тоа е 23%. Што е минорно. И со ребаланс, каде предвидувавме дека ќе реализирате 160 милиони, мислам дека не остварило за последниот квартал, значи за уште 3 месеци, сега заклучно со ова уште еден месец, да реализирате уште 80 милиони. Ако вие за 3 квартали сте реализирали капитални разходи 70 милиони, за еден квартал нереално. Значи со ребалансот, на ребалансот би требале да правите ребаланс, не знам. Значи, да не зборуваме каде се кратите, каде колку е реализирано, тоа кажано е до сега милион пати, значи да не се повторуваме за водоснабдување, за отпадни води, за основни средни училишта, градники, дека нема предвидено ИЧ, 0 денари, значи за изградба на улици од 75 милиони 11 милиони. Значи, пак да не се повторувам, нереален буџет, сега се гледа дека буџетот за 2015 година беше нереален. Благодарам. И благодарам вас, повелите градоначелник. Што е советници, пошел председател на совет, што е администрација и представници на медиумите. Јас се сложим со Стојановски и би ишол малку по-драконски, не силно црнило во економската сфера во Република Македонија, пред се Куманов како најекспониран опозицијски град. И сакам да истакнам на деталните анализи у поставки се даде заменикот, односно главниот ръководител, бидејќи е оправдан осуд на началникот на Северна Закон, кој ќе ги елаборира прашањата од ставките од буџетот. Јас, бидејќи се политички прашања, јас ќе одговорам политички задолжен за ова работа. Значи, како многу пати до сега, се сложам со констатацијата дека 600 милиони планирани, 300 реализирани, се сложува со констатацијата дека капитални инвестиции учествува со една третина скоро и помалку може од предвидениот опфат. Меѓутоа, мора да бидеме објективни, ова сивило, односно тегливо во македонската политичка сцена, пред се во економската сфера во Република Македонија, каде јаска е сликата како одраз на купните случувања, така има и директна реперкусија во локалните самoupraви. И в случај, ако не се билени на централната власт, ги имаш овакъв импут на средства. Бидејќи многу пати во ова сфера, во ова место се зборува дека приходните страни на буџетот се варијабли кои зависат директно од такса за уредување на градежно изградено земјиште, од данок на прометна недвижност, од данок на недвижност. Значи, тоа се главните структури на фундирање на приходна страна буџетот. Она друго што е минималниот дел во приходната страна на буџетот, дотација по однос на ДДВ, ви регулира основните потребни на функционирање на главната самouprава. И сега, сакам само да истакнам, благодарение на Сваровски суството, Куманово е 4-та година поред во постојаната блокада на задолжителен резерв. И мора да го имате во предвид. Куманово функционира на место остава 7 до 8 милиони максимум за регулирање на сите односи, тоа е социјала, тоа се програми кои ги вие гласите за зеленило, чистење на град и ова што се Куманово газ, капитало за изградба на газификациона мрежа, осветлување, односно реконструкција
Куманово паркинг, и тоа кога се подели на 4 до 4,5 милиона месечно ниво, ние остануваме изванично со 4 милиона до 4,5 милиона максимум на месечно ниво да реализираме капитални инвестиции. Сега, кажете ми вие, кој е тој алхемичар, кој во овие специфични услови, на субтропски услови на живење во Куманово, да не кажам пустински, да може да формира капитални инвестиции и да формира економски развој и развојна програма да реализира. Се наоѓаме во една комплетна изолација. Значи, сакам да истакам дека секогаш на оваа тема ќе имаме исти атаци врз локалната самоуправа и ќе имаме иста дебата. Но дека не се промени начинот на фискализирање на локалната самоуправа, што е основна заложба на нас како иницијатори од Куманово за новите програми на политичката сцена, бидејќи во овакви услови креирање на децентрализација и на економски и локален развој, развојни програми во локални самоуправи не е можно. Во тој аспект секогаш ќе имаме овакви катастрофални резултати кога ќе читаме резултатите од реализација на буџетот за квартали и конкретно и годишниот извештај. Мора да сватиме дека нешто што треба да се реализира, за тоа треба да има сериозна финансиска фискална поддршка. Во овакви услови тоа не е можно. И секогаш, на една страна ќе имаме анализа дека сме планирали 600 милиона, сме реализирали 300, дека сме планирали 300 милиона и 270 за капитални инвестиции, сме реализирали 70 или 80, бидејќи на секој од вас интимно ви е јасно дека тоа е така. И, конечно, не можем да сватам, најголема локална самоуправа во Македонија, на 30 километри од главниот град, на 1 квадратен километар да се потрошат 500 милиони евра, а во Куманово за 10 години да нема 1 евро инвестиција. И повторувам, нема 1 евро инвестиција. Што е најбитно во ова, сакам да мислите. Зборуваме цело време за Светска банка, донација 35 милиона, 3,5 милиона евра од Светска банка. 4 години ги зборуваме во народот, дали едната партија, политичка партија, дали друга некога иде кај граѓаните. И замислите, од тие 3,5 милиона се реализирали само 150 денари, за да пред неколку дена ми дојде нова предлога, а ние претходно сме ги утврдили, извршили експроприација и ги поставиле на тенеска постапка, 3 години не се реализират. Сега, после 3,5 години, на донесени заклучоци и одлуки на Советот и ги менјат приоритетите. Значи, дефинитивно сакали тие што се ни доделили по методологија на локалната самоуправа Куманово да ни ги извршат. Значи, дефинитивно, во оваа политичка клима, во овој политички амбиент, Куманово нема можност за никаква реализација ни на развојните програми, ни на условите и амбиентот за локален економски развој, ни па можеме да креираме некоја реална буџетска подлога. Жал ми е што ова од 100 пат, да не кажам ли сигурно 10-15 пат од оваа говорица го кажам. Меѓутоа мора да бидете убедени дека ова е се резултат на амбиентот на политичката сцена во Република Македонија. Се надевам дека во скоро време ќе дојде до либерација, до ослободување на сите стеги во општеството и ќе имаме многу по-објективни услови за креирање на развојната програма и реализирање на истата. Благодарам. Ви благодарам и на вас, градоначалник, повелете реплика, колегата Стојанов. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани советници, медиуми и сите останати присутни. Значи, се сложувам со градоначалникот во еден дел, дека во буџетот има повеќе варијабли и дека не зависи се од некои објективни фактори. Ниту пак од субјективни, да кажем. Меѓутоа, јас минатата седмица, кога разгледував мисло некои програми и ова, предложив. И сега го давам истиот предлог. Значи, кога ќе го правиме буџетот, сега треба да се прави, или може би е направи, не знам како е. Кога ќе се прави, значи, буџетот, да бидеме пореални. И предлагам ребалансираната сума која излезе од минатата седмица да биде онаа сума
реална и објективна во буџетот. Зошто го велам ова? За да не доаѓаме повторно во состојба да правиме ребаланси и не знам кои други виртуелни работи за да можеме да докажуваме кој е во право, кој е во криво и така нешто. Значи предлагам ребалансираната сума да биде она вистинската сума во буџетот за приходите и расходите на општина Куманово. Благодарам. Велете контрареплика, началник. Тоа е точно. И така треба да биде во секој нормален систем. Меѓутоа, денеска ние збориме за развојна програма кој е услов, еден од главните столби за формирање на буџетот кој треба да биде во 2024. Ако таа развојна програма ја редуцираме на онакви размери како што ги предлагате, доаѓаме во една диспропорција со тоа што вие како советници и представници на граѓанските здруженија, бидејќи вие контактирате со нив, кои ги исполнуваат, кои ги изразуваат своите желби за исполнување на таа програма, ќе дојдеме у страшна колизија. И вие, и граѓанските здруженија, администрацијата ќе биде релаксирана. Верувајте дека од овие средства 70% се за функционирање на локалната самоуправа, збориме за реални средства. Значи останува 30% за реализација на програма. Од таа позиција, надевајќи се дека по добрите времиња у однос на меѓугранична соработка, дотација од еве сега, у после време, после кризата од 9 мај, Куманово таргетирана општина на многу меѓународни организации, па и ИПА фондови се заинтересирани, ќе дојдеме до можеби некакви средства кои ќе дадат шанса за реализација на тие програми. Од тој аспект е предложена една поголем опад. Значи, ова ваше прашање има голема смисла ако по предлог на СДСМ во собранието беше донесен закон дека нереализирање на буџетот е кривична одговорност. Овој момент таква ставка немаме, таква определна, односно таква законска регулатива немаме, и затоа ние дозволуваме можност на ребалансот да ги регулира на исполнетите желби на граѓанските здруженија, местните организации, а тоа е преточено преку вас, советниците, кои имате директни комуникации ние, како сектор, у некој стварање на развојна програма, односно можности за реализација на нивните желби. Тоа е суштината на ова развојна програма. И тука се служувам дека за мене и за мојата администрација најреално ќе биде ако направиме развојна програма која нема да се догаѓа на граѓаните, а ние ќе бидеме комотни, бидејќи ќе мора тој мало опад да реализираме. Од која позиција кажам дека отвараме можности да преку разни донации, ИПА фондови, меѓународни организации кои донират, да можеби од тој опад понудиме нешто за реализација. На конто тоа правиме ребаланс и инвестиција програма по септември месец. Тоа е суштината на функционирање која не е многу логично, меѓутоа вистината, односно е тоа е парадоксално. И мислам дека се разбираме во што е диспропорција. Ви благодарам. Дали имаме други пријави? Повелете колешката Калинович. Благодарам. За развојната програма, значи, многу пати зборувавме, точно е тоа, дека развојната програма е реална, дека имаме ставено се што може да се, што некогаш би можело да се направи во Куманово, што нема да може да се направи уште 10-20 години. Значи, ние да ја намалиме таа развојна програма, па ако дојдат средства, како што видите од донации, од меѓународни организации, ние на Совет, и така имаме Совет редовно, значи на Совет може да направиме измена на развојна програма и да ги внесеме тие средства за одредено што би требало да се направи во Куманово. Значи не мора истата програма да ја носиме ние секоја година, ја носиме уназад 3 години, а најверојатно и претходните Совети ја носиме истата програма. Да ја направиме реална програма, па ако дојдат некои средства од донации, да ги внесеме во програма. Добре. Повелете градоначалник. Тука имаме и некои технички грешки. Еве, например, сега аплицираме меѓугранична соработка на 4 проекти. Не знаеме кои ќе ги добиеме. И сега, ако дојдеме до некоја си условно одобрување, бидејќи до сега, еве само компарација. Ради политичко да бијат прво ќе кажам, пазите, Никово доби 5
управляващи проекти, ние 4 застопни години сме одбивали анблок. Сега, поради критиките од приме извештаја од Европската комисија и така натаму, почнуваат да соработуваат со Куманов, под наводници условно вика може би ќе. Ние не знаеме од тие кампусот на тие предложени проекти кои ќе биде прифатен. И ние сме во една диспропорција. Ако ни прифатат проект што не е програма, имаме проблем. Затоа идеме на еден поширок опфат, за да можеме да добиеме нешто од тоа што се вика колочата меѓу која се сработува на СЕПА фондовите. Тоа е суштината зошто кога ја браниме таа една општинска листа која управо се нереална. И тоа е нереална за повеќе од 50%. Мора да бидеме објективни. Ја ме поддржувам во вашата перцепција. Меѓутоа, кога се исправят меѓу да ги решаваш ти работи на некоја релација, мора да имаш предвид што ќе се случи во случај ако имаме таква понуда. И мислам дека побало е да правиме како се вика ребаланс и рестрикција на програмата у септември, него да направиме услови за можни апликации или можни како се вика донации и така натаму. И односно некои поди време да приходни страни на бюџетот се зголема, дај Боже, onda ќе имаме широк фронт да реализираме тие работи. Благодарам и на вас. Повелете дали имаме други пријави. Констатирам дека немаме, затварам расправата. И предлогот го ставам и изјаснување прво да се произнесеме. Благодарам, крупно се произнесува 27 колеги, за гласа 17, против 10, поддржани нема. Констатирам дека кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за трет квартал 2015 година е усвоен. Одиме на пета точка од дневниот ред. Информација за состојбите на училишниот спорт во општина Куманово. Ве поздравувам присуството на професорот Ивица Георгиевски, на председател на Сдруженијето за општински сојуз на училишен спорт во општина Куманово. Отварам расправа по точката од дневниот ред. Поведете колешката Валентина Селест. Благодарам, председател. Поздрав до представник училишен спорт во општина Куманово. Поздрав и до медиуми и сите присутни во сала. Можам да кажам дека ова е една богата документација што ни е доставена, но се прашува кој е заслужен за овие успеси како општина. Училишен спорт. Постигнатите прекрасни резултати и во фудбал, кошарка, ракомет, атлетика, екипни и поединични. Кој стои позади сите овие успеси на ученици, средношколци и основци, професори по физичко воспитание, кои што работат во доставена годишна програма од Министерство за образование, доставена програма за спортски проектни активности од Министерство за образование и која што мора да ја реализира, бидејќи тие тоа го работат и се финансирани од самото Министерство за образование. А си има соработка и со Агенција за млади и спорт. Значи, тие вршат својата работа. И за тоа взимаат одредени финансиски надоместници, односно плати. Тоа се, значи, тие ученици се млади таленти, спортисти, кои што по завршување на образование, врвни спортисти ги снемуваат, ги нема. Ги нема ниту во кошарка, ниту во фудбал, ниту во ракомет, ниту поединачно. Дали се прашуваме каде се и што со тие талентирани ученици, односно спортисти. Затоа, вие одговорни за спорт. Почнете да се интересирате за талентираните од нашиот град. Дајте им морална и финансиска поддршка.
ако имате, како што имате за кошарка, да тие кумановски таленти се надградуваат, вежбаат и спортуваат по нашиот град и Куманово да стане на вистина спортски град на дело, а не само на зборови. Благодарам. Ви благодарам на вас, колежки. Дали имаме уште некој приват? Констатирам дека нема. Ја затварам расправата и информацијата е ставам изјаснување. Поведете. Ви благодарам. Купно се произнесоа 24 советници, за гласа 23, против нема, воздржан 1. Констатирам дека информацијата за состојбите во училишен спорт по општина Куманово е усвоена. Одиме на 6-та точка од дневниот ред, информација за запишување на училишни врсници во прво одделение во задолжително основно образование во општина Куманово во учебна 2015-2016 година. Отварам расправа. Дали имаме пријавени? Колегата Ашмет Османовски има збор. Благодарам, председателе, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација и почитувани медиуми, почитувана ръководител сектора за образование. Гледајќи ги овие табели, повеќе да очигледно во овие централни училишта 11 октомври браќа Милодиновци Христијан Карпош, во 11 октомври недостасуваат во однос на 2008-2009 година 7 ученика во прво одделение. Во браќа Милодиновци е зголемен бројот на запишани првоодделенци. Во Христијан Карпош дури 2 цели паралелки помалку имаме дечиња запишани во првоодделение. Ова е по овие табели. Мене повеќе од очигледно ми е јасно дека вие како нов раководител на секторот, овие информации ги имате добиено од самите училишта и е ставено пред Советот да ги разгледа. 11 октомври е училиште каде посетуваат поголем број настава и се запишуваат деца од местноста Средорек и таму 7 ученика. Меѓутоа 34 ученика од 26 ученика имате повеќе во браќа Милодиновци, што се дължи на тоа што 11 октомври и покрај недостаток на ученици ги усмерува во подалечното подрачно училиште браќа Милодиновци, да се таму може да се одвива наставата со поголем број на ученици. Христијан Карпош и овие 35 ученика, тоа се сигурно од ромската националност. Затоа следејќи преводите како се движат, поголем број од ромите од оваа населба се надвор од државата и најверојатно години ќе треба да се вратат назад, така да ќе дојде. Она што загрижува во она информација што ја вие напишавте дека се должи на реонизацијата на училиштата. Реонизација која е 40 години стара, повеќе 40 години. Местноста Средорек ја поделивте тогаш, не вие, туку тогаш е поделена по таа реонизација, а во Средорек сигурно и вие не знаете, не знаат ни директорите, нити советниците, дека во Средорек постојат куќи со број 109 и 119, сигурно 60-70 куќи. Не ми е јасно како по 40 години ги поделивте местноста Средорек и не се запишуваат во најблиското основно училиште, туку за да се исполни ова бројка 134 дечиња да се патуваат во подалечното подрачно училиште во браќа Милодиновци. Ќе треба да се направи нова реонизација и местноста Средорек, родителите, тие дечиња да бидат запишани во најблиското подрачно училиште. Независно дали бројката на ромските дечиња ќе биде поголема од македонските дечиња кои се запишуваат.
најблиското основно училиште. Не да се прави некој вид на манипулација со ромските дечиња, за да се изведува настава, да ги спратиме километар и нешто таму, за да имаме изведување на нормално настава. Тоа е една работа. Втора работа, тоа рабителна сектор, сигурно менаџерските тимови, особено на ово училиште, браќа Миладиновци, ве нема известни. Лично не сакав да подигам тензи да се нарешуваат политичните односи во општина Куманово. Оваа година ќе си ги повикате психологот, директорот. Оваа година во тоа училиште се применети мерки, воспитно мерки врз детеца од погодните класови, додека сите дечиња посетуваат настава, тоа дете беше чувано пред мене во друга просторија, техничкиот персонал го чува затоа што бил многу по-немирен од другите дечиња. Дете од ромска националност. Го чува во посебна просторија. Секоја недела тоа дете го селеа од клас во клас. Секоја недела тој ги менуваше оделенијата. Јас не знам дали постои таква воспитна мерка. Наместо да се вклопи со ученици цела година, тој неделно менуваше по 20 на другарчини. Затоа што бил малку по-немирен во однос на другите дечиња и не по негова вина. Како раководител на сектор треба да се согледат овие работи, затоа што ако ова излезе надвор од училиштето, надвор од општина, верувајте дека ќе имате уште помала бројка на ромчиња запишани во овие училишта. Ви благодарам. Ви благодарам за вас. Повелете дали имаме други пријавени. Повелете Живка Крстевски. Почитувани, посебно високообразовани советниче, мислам дека имаме добра соработка во однос на одредени состојби што ги имаме со ромската популација во образованието и секогаш вратата се отворени за било какви сугестии, ваши предлози и ако има одредени пропусти за да ги отклониме. Мислам, не мора совет за тоа да одлучува, едноставно она што си е во надлежност на секторот, на училиштата, можеме да ги решаваме многу по-оперативно, не вака да поставувате прашања за некои работи за кои ја може би не знам. Се она што е доставено до нас како проблем, сме превземале да мерки за да ги надминеме тие работи. Мислам дека во однос на опфатот на децата во првите оделенија, воопшто во образованието, изборниот предмет ромски јазик, имавме одлична соработка со невладиниот сектор кој даде голем придонес да тие ученици, односно оние кои ги исполнуваат услови, посебно во ова информација за запишување во прво оделение, да сите семејства бидат осетливи и да им се предочи дека задолжителното образование важи за сите и дека треба тој број да на оние што имаат добиено тие како можни ученици по списоците од надлежниот државен орган, се направија сериозни усилби од сите тие за да успешно се запишат учениците и добар дел од нив да го избере ромскиот јазик како јазик кој сака да го изучуваат ромскиот јазик и културата. Тоа што дел од учениците не се запишуваат, сега тоа важи не само за ромската популација, воглавно и за другите, и дека во континуитет има обаѓање на ученици во првото оделение, односно генерално во сите оделенија, е нешто што не е во надлежност на општината, кога по тие списоци нема да се пријават
учениците по онаа реализација која се уште е на сила и која може би има одредени слабости, меѓутоа тоа е една стратегија на општината која треба сериозно да направи анализа и да ја промени доколку не е соодветна сега на фактичката состојба што имаме. Оние ученици што не се запишуваат, училиштата се должни да го известат Државниот просветен инспекторат и понатаму тие преку други органи се надлежни за одредени, да ги најдат тие деца или да преземат одредени санкции против нив предвидени со закон. Она што беше доброволен ангажман на невладиниот сектор вроди со плод за избор на ромскиот наставен јазик од 157 деца, потврдено со изјави од родителите. Меѓутоа, Министерството даде согласност, и тоа сте во тек, само на она што со закон е предвидено почетната година за изучување трето деление и со од тие ученици 157, дадени се 30 деца кои имаат право да го изучуваат ромскиот јазик во 4 паралелки во сите овие училишта каде што гравитираат ромските ученици. И еден куриозитет, во Браќа Младиновци има изберено, односно се пријави едно дете македонче кое доброволно го изучува ромскиот јазик. А дадовме можност на оние кои не може по закон да влезат во тие, да исто така доброволно влезат во настава која е наставна програма за трето одделение, а се од четврто и пето одделение, затоа што ако ги оставиме така, цели тие генерации не ќе може да се клопат во изучување на ромскиот јазик. И само да ви кажам дека табелите што ги имате се во однос на наставниот јазик на кој се изучува. Не се навлезено во овие табели и во оваа информација структурата, национална структура на децата, туку наставниот јазик на кој се изучува, наставата, се реализира наставата. Еве, најтази последни од 9 список колку ученици има во Браќа Младиновци, во прво одделение, информацијата за прво одделение има 6 ученици, во Крстен Сирков има 4, во 11 октомври 9, во Толи Зордович 3, во Христијан Карпов 13, Вука Рачич 1 и Магдалена Антова 2. Вкупно 41 ромче се запишани во прво одделение ова година, а ова ви ја кажам за избор на ромскиот јазик по Браќа Младиновци 4, во 11 октомври 5, во Христијан Карпов 15 и Крстен Сирков 6, од кои едно е учествување. Тоа се податоци точно. За надминување на некои состојби што ги вие сега зачнате, вратата се отвори секој да соработуваме и да бараме подобри решенија од оние кои во моментот ги имаме, а мора да работиме по тие и по таа реорганизација и по овие закони, така да во тој дел може да се соработува и ако е потребно нешто да направи и секторот, и општината, и советот, да се договориме што е тоа за да може да ја подобриме. Ви благодарам. Ашмет Османовски, реплика, поведете. Благодарам, председател. Почитувам господин Крстовски, јас се спомнувам дека вие не давате напори за подобрување на образование на ромската заедница. Бев сведок на повеќе активности кои вие ги исповедавте во однос на ромски јазик и култура. Меѓутоа немате доволно информации од самите менаџери на тие училишта, да се ги повикате на одговорност, ако има такви аномалии во образованието кон учениците од ромската заедница. Една работа. Еве прашање до вас, кажете ми која година е донесена реорганизација. Во општина Куманово, овој совет сигурно треба да ја донесе таа реорганизација. Ако се работи за 40 и кусор година. Сменете се работите, не за кога последен пат леговте во неселната среда, да видите. Тоа е веќе големо насело. И ќе треба да вие како совет да се јасниме дали тие дечиња ќе одат во најблиското училиште или ќе треба прводеленците да имате родители покрај сите грижи и борби за останат за живот, ќе треба секој утро да ги носат
километри нешто надвор од таа населба кај што живее. Најблиско училиште ме најскапно. Дајте пред Советот донесете таа реализација, Советот да ја изгласа и да видиме кој каде ќе биде распореден во образованието во училиштата. Ви благодарам на вас. Проверете дали имаме други пријави. Проверете градоначалник. Само еден коментар за начинот во насока точно е дека е маргинализирана во ромската популација во однос на образовниот циклус. Нешто од објективни, нешто од субјективни разлози. Објективни може би треба да работиме на стандард и на подигање на свест должност на општеството. Меѓутоа, треба да работите и вие како заедница во подигање и почитување на правилата. Еве, како пример ќе направивме со УНИЦЕФ дневен центар предшколски за ромската заедница претежно, бидејќи во 11 октомври тука мигрираат повеќе од ромската заедница. Знаете дека не е поседено воопшто. Дека нема никаква искуственост. Добивме донација од УНИЦЕФ. Ги направиме прекрасни две ученици со туалети и промената за која ја наменивме, значи да биде во употреба за таква цел, не ги исполни нашето очекување. Значи не е само да бараме, треба да работиме на подигање на свеста на граѓаните во однос на тоа дека едукацијата е основа за градење на едно модерно општество. Благодарам. Проверете дали имаме други. Констатирам дека нема. Ја затварам материјалната расправа и точката под реден број 6 е само изјаснување, ќе молам да се произнесеме поред. Ви благодарам, купно се произнесува 26, за гласа 25, против нема, воздржан 1. Констатирам дека информацијата за запишување на училишни образници во прво оделение во задолжително основно образование во општина Куманово во учебна 2015-2016 година е усвоено. Отварам расправа по точка под реден број 7, предлог програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во општина Куманово за 2016 година. Значи, тие две точки се последни, како 31 и 32. Отварам расправа. Дали имаме пријавени, поведете поречката во информација. Благодарам, председателе. Од 2004 година Општински сојуз на спортови е координатор за сите спортови општини. И Општински сојуз е значи спона помеѓу градоначалник и совет на општина и екипи што постојат во таа општина. Сам това е така. Сега. Управен одбор на Општински сојуз на спортови на Куманово по предлог на своја комисија доставува програма која што е богата и треба да се исполни. Ме интересира која се членува комисија на Општински сојуз на спортови на Куманово, колку членови брои и кои се тие. Ви благодарам. Поведете дали имаме други. Колегата Станковски се јави за збор. Почитувам председатели, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на локалната администрација, на јавните проекти, на јавни предпријатија и на медиумите. Пред нас имаме една голема, целофатна програма за развој на спорт и рекреативни активности на граѓаните на Куманово во 2006 година. Со една мана што со години назад се работи за иста програма, значи која се формално препишува, што не значи дека е лоша програмата, меѓутоа бидејќи во програмата се е добро испланирано, меѓутоа проблемот е што поради недостаток на финансиски средства таа се реализира во
Значи, ако на карта е sve dobro isplanirano, uglavnom nositelите na programskите aktivnosti, това се спортските клубови, союзи и други носители, оставени се uglavnom sami na sebe, da se slovodят kako знаят и умеят, pa mnogo od ovih sportske aktivnosti se reducirani ili jednostavno se izbrišeni. Ne znam do koje će biti vaka, ki treba znači da sporta da se obrne по-голямо внимание, за да можем барем, zato što vaka kako vodi, ne bi možda sporta толкова време da je izdrži ova sostojba, iako тука е една голема светла точка, ова училищен спорт кој ги снабдува овие другите клубови и значи со такмичари. Меѓутоа треба да се вложи повеќе или да се збориме, значи и покрај редуцираните средства, да одвоиме повеќе пари за да инвестираме во развој на спортот, за да можеме барем да го достигнеме она ниво на спортот кое Куманово го имаше во најдобрите денови. Благодарам. Благодарам. Повелете следен пријавен колегата Николич. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi gradonačelniče, kolege savjetnici, predstavnici općinske administracije i predstavnici medija. Ovaj saziv Savjeta opštine Kumanova treću godinu zaredom razgleda predlog program za usvajanje sportskih aktivnosti za određenu godinu koja sledi. U ovom slučaju imamo za 2016. godinu. Raniji predlog programe koje smo razgledavali bile su sa svojim određenim nedostacima, odnosno sa određenim anomalijama na koje smo mi kao savjetnici ukazivali. Pošto se ljudi uče na greške, onda trebali svaki sljedeći program biti što bolji, što sadržaniji, odnosno što jasnije prikazivati šta će se, kada i u kom obimu odvijati na polju sporta u našoj opštini. Imamo predlog za 2016. godinu koji je u mnogome slabiji i lošiji od već onih prethodnih koji su nama kao savjetnicima bili dostavljeni. Pod stavom 1, gde stoji da će se u 2016. godini provesti više od 30 sportskih manifestacija, za koje je predviđena suma od 500.000 dinara. I u ovih 30 manifestacija mahom su obuhvaćeni svi događaji koji se odvijaju 365 dana. Ali šta je u kojoj mjeri ovdje problem? Znači, ako smo u ranijim godinama za svaku manifestaciju imali vreme održavanja manifestacije, imali smo nosioca manifestacije, imali smo suma koja će biti odvojena, odnosno potrošena za realizaciju iste. U ovom programu, nažalost, takav prikaz nemamo. Ovdje samo piše u kom periodu, za koji mesec, će se manifestacija održati i samo piše da će adekvatni sportski klub, adekvatna federacija i opštinski savjet za sport biti nosioci. Znači, ovdje se može doći do zloupotrebe da se ili ne održi manifestacija, ili da određenu manifestaciju na terenu sprovede neki drugi subjekt. Tako da, pod stavom 1, apsolutno je neprihvatljivo da ni u jednoj od ovih manifestacija ne stoji ko je nosioc, odnosno ko je organizator te manifestacije. Druga stvar koja je poprilično konfuzna u ovom programu jeste i nepregledna jeste činjenica gde imamo pod stavom 4 vrhunski sport, gde u našoj opštini postoje 8 sportskih kolektiva koji se takmiče u prvoj, odnosno najjačoj državnoj ligi i za njih će biti odvojeno ili se planira da bude odvojeno 10.450.000 dinara. Ja kao savjetnik i svi mi ovde
smo počeli mnogo glasnije i mnogo realnije da govorimo o ovom problemu, ne samo savjet opštine, ne samo savjetnici iz opozicije, nego savjetnici iz pozicije, a i napolje je ova tema postala sve interesantna. Znači, mi imamo sumu od skoro 10,5 miliona dinara koja uopšte nije prikazana kome će i u kojoj meri biti podeljena. Ja znam da će jedan od odgovora vaših biti da, u zavisnosti od toga koji je sportski kolektiv, koliko je zainteresovanost građana za određeni sport, i shodno tome će biti podeljena finansijska sredstva. Ali ja sam govorio i moramo da krenemo da ispravljamo ove greške i ove nepravde koje nanosimo određenim sportskim kolektivima u našoj opštini. Od ovih 10,5 miliona dinara, na samom startu mora se napraviti neki kriterijum po kojem ćemo kom sportskom kolektivu dodeliti određenu sumu finansijskih sredstava. Da bi oni mogli da otpočnu svoju sportsku kalendarsku godinu i da završe na najbolji mogući način. Tačno je to da se sportska godina, kalendarska takmičarska godina ne poklapa sa budžetskom godinom. Upravo zbog toga moramo da odredimo početnu sumu za sve sportske kolektive. Dalja podela ovih finansijskih sredstava bila bi u tom smeru koji se ja apsolutno slažem, da prema tome koji sportski kolektiv, na kom nivou se takmiče, normalno da oni koji se takmiče na međunarodnoj sportskoj sceni, koji predstavljaju naš grad na međunarodnom sportskom planu, našu opštinu, da moraju da dobiju više sredstava. Ali nedopustivo je, kao što smo imali izveštaj za 2014. godinu, da pojedini sportski kolektivi od ovih ukupno 8 ne dobiju nikakva finansijska sredstva. Na koji način oni opstaju, na koji način oni prave ove sportske aktivnosti. Krajno je vreme, mora se sesti i ovaj problem se prevazići. Na kraju, kako ne bi bilo sve tako loše, postoji stavka broj 7, odnosno stavka broj 6, gde konačno Savez za školski sport dobija svoju sumu za finansiranje. Svi smo ovde apsolutno složni da je to budućnost sporta u Kumanovu, da je, zahvaljujući ovom savezu, po brojnosti manifestacija, po broju učesnika, najaktivniji u našoj opštini i to tako treba da produži. I mislim da je ovaj program u tom delu dobar, a sve ovo što sam ranije rekao mislim da mora da pretrpi korekcije i izmene kako bi bio prihvaćen od strane savjetnika. Ovaj kao sada što je ponuđen nama savjetnicima, mislim da je nekorektan i nedovoljno jasan da bi bio prihvaćen od strane savjetnika. Hvala. Благодаря. Дали имаме други? Поведете колега Качевич. Poštovani gradonačelniče, kolege savjetnici, lokalna administracija, poštovani novinari. Kao i moj kolega što je isto tako u prethodnoj diskusiji, znači ovu programu što smo dobili za 2016. godinu je manje više malo i neozbiljno. Jer veliki broj manifestacije koje organizujemo po stavku broj 1, više od 30 turnira u gradu Kumanovu, da na nijednom mjestu da se ne kaže ko je nosilac organizacije. Znači, mislim da nemamo ni sumu koju će da odelimo za određeni turnir. Tu je i problem i sa sport za invalide, znači svi su stavljeni pod jednoj stavci 500.000 dinara, pa koliko oddelimo, ako damo nešto, ok, će da bude. U prethodnim godinama mi kao Srbi, srpska zajednica organizuje turnir u malom fudbalu. I verujte, ni dinar do sada nismo dobili, a već 10 godina je tradicionalan turnir i to u Sokolaju. Pa bi i ovde u programe bi naveo da se uradi jedna korekcija. Mi smo prošle godine dali da se uradi korekcija, mislim da sada nije urađena. Stavka broj 14, znači turnir u malom fudbalu na otvorenom sportskom terenu.
Значи, и ставка број 15, традиционални турнир Видовдан 2015, значи за ову година. Тоа е еден исти турнир. Ако пажливо прочитате да се игра горе под ставци 14, значи терена Соколана и под ставци број 15 исто одворни спортски терен Соколана. Значи тоа е еден исти турнир, а ставljamo ga на два места. Значи мислим да тоа треба да претрпи корекција и втело би по ставци број 15 де Видовдан Соколана да соодветно здружение не стои него, да стои носиоц е Српска заедница у Македонија, регионални одбор Куманово, jer oni apliciraju za ovaj turnir i uvek dobijaju dozvolu za ovaj turnir i htelo bi da nam se odredi unapred sumu koju će Srpska zajednica da dobije, jer paušalno da dobijemo kao nešta, u stvari na kraju godine ništa, ili mi organizujemo turnir samo finansirajući, znači, a ovamo stavljamo u programi za opštinu Kumanova, ništa ne dobijemo ili dobijemo nešto u naturi, znači neki pehar ili ovo, mislim da nije fair i šta da kaže i ona druga združenja koja organizuju, a nemaju svoje predstavnike pa da se ovde požare ili da nešto prenese. Znači, htio bi malo ovo ozbiljnije da shvatimo i da barem svakome odredimo da li 5, 10, 15 ili 20.000 dinara, da stavimo da moramo da oddelimo njima, pa ako im damo kao opština, ako ne, barem znače koliko koje treba da dobije. Za ovo drugo, mislim da moj kolega Saša je lepo objasnio, tako da ne bi se nadopunjavao. Hvala. Ви благодарим на вас. Дали имаме други пријави? Констатирам дека нема и затварам. Повелете не е затварам расправата за началникот, па потоа представникот на општин Саша. Значи, гледа да не изредно недоволен. Тој сакам само да работи ги давам во насока, да во Куманово со години Сојуз на спортови како здружение кој ги интегрира сите спортски здруженија на територија на Куманово, функционира на принцип да нејната програма биде дел од активности во спортските здруженија. Значи, имаме тука стварно една слика, како што сакате, што е врховски спорт, што не е врховски спорт, кој е посетен спорт, кој се мали големи спортови и така натаму. Има една конфузија во јавноста во однос на тоа што значи и прво ја би сакал да кажам професионален спорт. И на моје жалење, со законот од 3 години Агенција за спорт и млади направи регистрација на спортови кои може да бидат професионални, односно да бидат како акционерски друштва регистрирани и за да учествуват со проектната бюджет. Тоа е фудбал, тоа е кошарка и рукомет маши. Тие влегува во таа категорија. Женскиот регламент мисля дека уште не е по таа норматив. И тоа на тој начин да доведе во една страшно тешка ситуација да се приклучиш во една таква лига. Треба да имаш дополнителни трошкови норми на кои следуваат сите дажбини и не знам. И место да правиме амбиент, да креираме спорт, ние дојдеме ситуација да се бориме со позициите како да обстават овие акционерски друштва, односно да молиме некакви стопански субјекти да бидат подржувачи, тоа е многу тешко. И сега видите, 120.000 жители, ако не направи барем едно-два клуба кои ќе го репрезентираат во Македонија и пошироко на Балканот, и во некои интернационални преварувања, тогаш проблемот е пристоен. Со овој фонд на средства, кој што знаете, иду 14-15 милиони на годишно ниво, многу е тешко да ги балансираш тие односи. Ако знаете, само еден податок дека такмичење на најголемиот клуб во Македонија МЗТ, кој е државен проект, во подобри години, во година не знам колку е, ама знам во подобри години се движеше од 1.200.000
до 1,5 милиони евра на годишно ниво. И само като информација, партиципација за АБА лига, државата одвои 300.000 евра за учество во таа лига. Значи, сегам само како компарација да поставам некои односи, и ние се заклучи во истата лига со некој буџет од 150.000 евра. Значи, за тоа треба да имаш и приватен сектор кој дава, и добронамерници кои подржуваат спорт. Така да е многу тешко во оваа една ситуација, на овој плато на финансиски средства што го имаме за цетено како буџет, да ги избалансираш тие односи. Тоа сакам како сознание. Значи, дека треба да бидат повеќе спортови или финансирани и подржувани, тоа е многу добро, кога би имали екстензивен буџет и начин на финансирање. Ви благодарам. Проверете. Добро, благодарам. Значи, Поблиску. Општински сојуз на спортови е здружение од спортски клубови. Значи, во Општински сојуз на спортови членуваат околу 80 клуба. Не се сите клубови во Куманово, значи, оние клубови кои не сакаат да партиципираат во Општински сојуз на спортови и дел од нив не партиципираат. Значи, оние клубови кои партиципираат, тоа се некаде околу 80 до 90% клубови кои гравитираат, односно кои работат на ниво на општина Куманово. Значи, секој 4 години Сдружение на клубови бира своја управа, значи председател на Општински сојуз на спорт и соуправен одбор, кој во период од тие 4 години донесува одлуки со тоа што прави програма за тие клубови и ја спроведува таа програма. Значи, управен одбор го бира Сдружение од сите тие клубови на Сдружение кое беше одржано пред 3 месеци. Значи, ви давам податок за наредните 4 години, има 9 члена кои ги делегираат клубовите. Значи, на тој начин функционира Општински сојуз на спорт. Носи своја програма, која Совет на општина Куманово ја прифаќа и според закон за спорт, Општински сојуз на спортове како такво здружение ја реализира програмата. За ваша информација ќе ви кажам дека во Македонија во сите градови има Општински сојуз на спортови, меѓутоа во 4 града, само ова ви го давам како податок од Агенција за спорт и млади, само 4 града даваат програма на совети на општини и таа програма се реализира. Сите други работат без програма, со паушал кој го оделува Совет за општина Куманово и тие пари одат на, значи, нивните општини и тие пари одат директно на Општински сојуз на спортови за трошоци и за инвестиции во спортот. Значи, да кажеме дека ова програма е оваква или онаква, неозбилна, не би сакал да навлегувам во тоа, бидејќи не може да има никаква злоупотреба затоа што секоја година имаме материјално-финансиски извештај кој оди пред Совет на општина Куманово. И минатата година беше ваква програма со тоа што сите турнири кои беа напишани тука не беа одржани поради објективни или субјективни причини и средствата кои се ставени за одржување на овие турнири и покровителите кои пишува ОССК или соодветен клуб, бидејќи имаме измени ако се одржува некој турнир под покровителство на Општински сојуз на спортови или на општина Куманово заедно со Совет на општина Куманово, во соработка со Државна федерација од соодветен спорт. Во последен момент Државна федерација може да ги преусмери средствата, односно дел од средствата ако ги има, преку Агенција за спорт и млади да ги трансферира до клубот. Значи, ние немаме сега никакво сознание колку ќе бидат потребни средства за одржување на било каков турнир. Ово ви го кажувам искуствено, ово ви го кажувам како да работите оптимално на терен. Затоа што 11 октомври турнирот во велосипедска трка 11 октомври беше откажано од председателот на Велосипедската федерација на Македонија. Значи, не од Општински сојуз на спортови, не од нас. Значи, затоа и не ги ставаме сите овие средства кои се одделени за намена на такви турнири и во зависност од тоа кој турнир ќе се одржи и во каква мера и во каков габарит, бидејќи може
да ни најава дека ќе дадат 50 екипи во турнир во мал фудбал, дојдат 10. Како ќе ги спланирате трошоците? И не би се сложил дека ниеден од врвен спорт не е добил затоа што сите оние клубови кои се надпреварувале во први државни лиги, суперлиги, имаат своја програма која поднесуваат до Општински сојуз на спортови. И според таква програма ние како Општински сојуз на спортови даваме поддршка на тие клубови. А никаде во закон за спорт, нити пак во развојот на спорт, односно програмата на Влада на Република Македонија која од 2013 до 2017 не пишува дека Општински сојуз на спортови или било кој од субјект е должен на сите клубови да им ги обезбеди сите средства. По закон за спорт, сите тие клубови кои се надпреваруваат во врвни лиги се акционерски друштва. А знаете дека сите акционерски друштва имаат своји акции, свој управувачки тим и вливуваат во дел на акционерство по закон за акционерство, си имаат програма, односно сите тие акции по една или две години одат на берза и така натаму и така натаму. Ние даваме само рамка за наредната година во можност, односно во согласност со средствата од буџетот на општина Куманово, за да помогнеме на сите овие клубови и на сите впрочем и клубови кои се надпреваруваат во разни сојузни лиги, како би можело спортот во Куманово, а слушам и сум сведок дека е во подем и дека има успеси, и дека има резултати и дека благодарение на сите тие љубители на добра организација на Општински сојуз на спортови, овие 2-3 години спортот е во некаков позитивен подем на сите нивоа и мислам дека треба така да продолжи. За сите други работи, предвидени и непредвидени средства, тука има во буџетот, значи не можеме да предвидиме, може да се случи како што ни се случуваше да на средина на сезоната клубот престане да се надпреварува. Донесува закон за спорт каде што ракометниот клуб требаше да се трансформира во акционерско друштво, не се трансформира, немаа средства, бара му, бара, немаше кој да биде акционер, престана да се надпреваруваат. Беа предвидени 3 милиони, се валоризираше милиони и милиони 200. Со тоа што и тие средства кои се предвидени во текот на сезоната или во текот на надпреварувачката сезона, бидејќи се преклопуваат година со година во надпревари, не можете точно да ги предвидите. И затоа ви кажувам дека ова е само рамка. Тука имаме и непредвидени трошоци, тука имаме и додатни трошоци, тука имаме трошоци кои можат во одредена сфера да се зголемат, меѓутоа во одредена сфера да се намалат. Наша задача е да ги испратиме успесите на сите спортисти во општина Куманово и пошироко. Благодарам. Ви благодарам на вас. Поведете реплика. Благодарам, председател. Значи, во комисија има 9 членови. Тоа се членови во управен одбор. Оние што ја прават таа програма или што ја доставуваат до нас, ние што ја имаме пред нас. Во тие 9 членови се представници од екипни, поединечно и таму имат екипи од со луѓе со посебни потреби. Па колку клуба се под ингеренција на Општински сојуз на општина Куманово? Благодарам, Смонтан. Мислам дека јас не ве разбирам добро, или вие мене не ме разбирате добро. Значи, Општински сојуз на спорт е здружение од клубови. Значи, тука се велосипедисти, кошаркари, ќе ги редам аикидо, танци, одбојка, ракомет, некаде околу 80 клуба се члени. Значи, во здружение, значи, собрание на тоа здружение се организира. На тоа здружение се делегираат 9 члена на управен одбор. Ќе ви кажам, не е никаков проблем. Значи, јас како председател, Ивица Георгиевски како представник од училишен спорт, Вадя Шабани како представник од фудбалските клубови на ниво на Општински сојуз на спортови, односно ОФС, Милорад Атанасовски како представник од клубовите кои се во дел на... Значи, сега ви зборувам за сите клубови кои се представат. Маце ВЛМ
како представник од велосипедизмот, колку да кажам, 5. Бобан Бојковски го делегира, мислечени од пинг-понгари, таму беше член. Можете да меѓутоа нити јас ги предлагам, нити тоа ги предлагат клубовите, ги бират на собрање. Ви благодаря. Povedajte, Saša Nikolić se javi za repliku. Hvala, predsjedniče. Znači, prošlogodišnji predlog programa i ovaj se u potpunosti razlikuju. Znači, nisu isti. Ja sam na početku diskusije rekao da pod stavom 1 nigde ne stoji ko je nosioc određene manifestacije. To je prošle godine stajalo. A što se tiče, ako pojedina manifestacija ne bude održana, to ste vi lepo rekli da u vašem ovom izveštaju, odnosno u ovom programu piše koliko pojedini sportske aktivnosti ne budu, sadržaj sportskih ne budu organizovani iz objektivnih ili subjektivnih razloga, vi zadržavate pravo da finansijska sredstva, odnosno ili organizujete dodatne manifestacije, koje će savjet biti blagovremeno izvešten. Znači, ako neko nije aplicirao za određenu sportsku manifestaciju, onda ne može biti deo ovog programa. Svaka nosioc ovih manifestacija mora imati program sa kojim će aplicirati u Savezu za sport i onda dobiti pravo na održavanje ili neodržavanje manifestacije. Što se tiče vrhunskog sporta, prošle godine su samo 3 sportska kolektiva dobila finansijska sredstva. Od 8 postojećih koji se takmiču u prvoj saveznoj ligi. Nisu svi. To je bilo i izveštaj koji ste vi podneli, a mi ovdje na savjetu usvojili. Hvala. Јас колку што добро читам одека пишува дека и во точка 1 рекреативно спортска забавна манифестација пролетен крос носител ОССК и соодветни спортски клубови. Значи пишува. Значи за носител ОССК и соодветен спортски клуб. Значи за сите пишува кои се носители и кои се организатори. За средствата кои ви ги дадовме како материјално-финансиски извештај, да, точно е, збориме за пари. Меѓутоа, организација на тие клуби не се состои само во средства, односно во пари. Термини. Минатата година се платени близу 600-700 000 за превоз, за струја, за термини, за организација на тренинзи и на надпревари на тие клубови. Значи, тоа се сите средства кои се не се работи за пари, меѓутоа се материјални средства за поддршка на тие клубови, за одржување на спортски манифестации, односно надпревари на тие клубови во први лиги и за организација на тој клуб за да се надпреварува во соодветна лига. Секако дека од Општински сојуз за спортови и тоа се средства и тоа е помош. Благодарам. Ви благодарам на вас. Povedajte, колегата Ичманович, реплика. Predsjedniče, mislim da ja ono što sam diskutovao, znači nismo se tu razumjeli. Mi za 500.000 dinara dali ste tu sumu, znači organizujemo 30 i kusur turnira u Kumanovu. Najverovatnije da svi su oni podnijeli programu za realizaciju, znači i unapred vi mora da znate koliko kome dajemo novca. Znači, ako vi nama za turniru treba da obezbedite 10.000, razumemo se. Ako mi ne organizujemo, vi nama da date novac, tako? Evo, onda taj novac preusmerite za nekog drugog. Znači, mi ne dobijamo ništa, ali kao organizujemo, mi treba da dobijamo, tako? Zašto nema ko je nosioc za svaki ovde program, znači imamo nosioca koji je podneo program, koji učestvuje u programu, znači ne može saodvetni klub. Navedite ga ko je taj klub, da znamo ko je. Zašto mi kao savjetnici ne znamo
кој е носиоц кикбокса. Да знамо кој клуб, да наведемо да е он носиоц, па дали е то извршено или не извршено. Значи, ми као саветници ми треба да знамо, мислим да треба, или ове, ставка 14 и 15, тоа е еден исти турнир, ви сте ставили на две места. Ако е различити турнир, значи не може на спортском терену со колана во исто време да се играју два турнира. По поводом од Видовдана. Значи, верујте да не може, jer сваке години организирamo турнир у Видовдана. Да се не објашнявам. Ајде. Да објаснуваме, значи носител на сите овие турнири, пошто зборуваме само за една ставка турнири, е Општински сојуз за спорт. Тука имате и традиционални турнири кои се во организација на Совет на општина Куманово, општина Куманово, Општински сојуз на спортови во соработка со соодветен спортски клуб. Значи ние сме организатори на турнири. Значи има голема разлика во тоа што одредени клубови кои сакаат да организираат турнири да се пријават кај Општински сојуз за спортови, а одредени турнири кои се од традиционално значење за општина Куманово и кои се веќе традиционални да ги организира Општински сојуз за спортови во соработка со тој. Значи и затоа пишува соодветен спортски клуб. Во зависност од организација, од големината и од обемот на турнирот. За средствата за кои зборувате, значи за намена на тие средства, вие може да барате, односно одредени спортски клубови барат и по 5 милиона, и по 2 милиона. Верувате, ќе ги покажам предлог програмите на тие клубови. Значи 2,5 милиона за основно училиште Браќа Милетовци. А за цел училишен спорт 1,200,000. Значи, едно е програма која ја дава или предлог програма која бара одреден правен субјект или училиште или клуб или се. Значи, со тоа што дел од средствата кои ги има Општински сојуз за спорт, кои може да се обезбедат, се даваат на тие клубови, дел на средствата се недоволни за нивните потреби и жалби. Значи, и одредени клубови, ние партиципираме како Општински сојуз на спортови и ние како општина Куманово со одреден процент. Со тоа што клубовите или имаат дополнителни спонзорства, или дел од средствата со кои располагаат и пренаменуваат, се снаоѓаат, барат ту средства. Значи, ние немаме облигација да секој клуб што има желба да земе 2 милиона денара за било каква намена, да ги даде. Нити пак имаме обврска со тоа што секогаш во согласно со законските позитивни прописи, со закон за спорт, со сите оние работи кои како спортско здружение одиме во исчекор со клубовите, се договараме, бараме начин како можат тие да се надпреваруваат и да имаат успеси. И ние со наша помош, било каква помош, материјална, со организацијска помош, со било каква помош. Значи, тука и општината и вие како совет, значи предуслови се огромни за град Куманово и училишен спорт го добивме надпреварување, затоа што имаме предуслови. Значи, изградба на атлетски полигон е еден голем предуслов за атлетика. Стана прваци во сите категории. Велосипедскиот клуб во подршка со Општински сојуз на спортови, заеднички со многу мали средства направи огромни резултати. И сите други такви спортови кои во согласност со потребите и со она што е минимум потреба за нив, а ние средствата кои ги имаме обезбедено за нив, за да можат да направат било какви резултати. Тоа е само со работа, ништо повеќе. Благодарам.